Премиерот Христијан Мицкоски денеска изјави дека сите задолжувања направени од новата влада се оправдани и развојни. Сето на кое што сме се задолжиле е за да вложиме во капитални инвестиции, не како што тоа го правеше претходната влада за пензии, за плати и така натаму, а сепак наоѓаме ликвидност да функционираме, гледате да реализираме проекти, да коригираме грешки од минатото. Истовремено тука вреди да се напомене дека се бориме да буџетскиот дефицит го намалиме на под 4%, така што јас знам колку вложуваат сите членови во владата, колку вложува Министерството за финансии за да ја одржи оваа макроекономска стабилност, а при тоа немаме зголемување на цената на електрична енергија за граѓаните, практично зголемување на пензиите, вративме плати, тие што им се должи на граѓаните. Не само што немаме зголемување на долгот, туку имаме намалување на долгот. Од друга страна, опозицијата тврди дека владата се задолжува нерационално и премногу не мислејќи ни за сегашноста, ниту за иднината на државата. На ова Мицкоски одговори. Факт е дека во март месец ние имаме намалување на јавниот долг за 4,7% од бруто домашниот производ. Истовремено вреди да се напомене дека вративме евроврзница која што е земена од претходната влада во 2018 година од половина милиарда евра крајот на јануари месец. Министерството за финансии жестоко се бори да ја одржи макроекономската стабилност, а без при тоа да не имплементира нови давачки, да не ги зголеми данокот на додадена вредност, да не ја зголеми возраста за пензионирање,